Почитувани, Радмила Шекеринска не најде причина да даде одговор на јавноста за бизнисите на незината братучеда, но затоа, дрско и арогантно, со подценување на интелигенцијата на граѓаните, се правда со тоа што ги повикува незините роднини да се иселат од државата. Господјо Шекеринска, ниту вам, а очигледно, ниту на вашите роднини, воопшто не ви е тешко да се селите и да го бирате местото на живење. Тоа за вас не е проблем. Богати сте и полни како брод. Неколку стана, вили, джипови, приходи од близу 10.000 евра месечно. Вие и вашите роднини може да живеете каде сакате. Наместо ваков неприфатлив и дрзок начин на комуникација, кој го практикува господја Шекеринска, ние повторно настојуваме да се дознае вистината за скандалот со бизнисите на незината родена братучеда. Не бил само Заев со братучеди, туку и Шекеринска. Ваквиот дрзок начин на изигрување на законите за прибирање на пари во фирми на најблиското семејство не било само скандал на Заев, туку начин како СДСМ во целост функционира. Искра Петровска, братучетка на Радмила Шекеринска, си добила бизнис од меѓународниот секретар на СДСМ Јован Деспотовски. Деспотовски, според овој документ, како вработен во секретаријатот за европски прашања, бил единствен одговорен да располага со парите кои Република Македонија ги добила како донација од Кралството Норвешка. Јован Деспотовски, на братучетката на Радмила Шекеринска, и доделил бизнис без тендер од најмалку 820.923 денари од секретаријатот за европски прашања. Тоа е видливо од вториот документ, писмо од фирмата на Искра Петровска, братучеда на Шекеринска, до секретаријатот за европски прашања. Меѓународниот секретар и член на извршниот одбор на СДСМ успеал да го искористи Законот за јавни набавки и немањето законска обврска да се избира најдобриот понудувач според тендерска постапка. Го искористил за бизнисот да го додели на роднина на својата шефица Радмила Шекеринска. Да подсетиме дека Јован Деспотовски е вработен во секретаријатот за европски прашања токму од Радмила Шекеринска. На овој начин СДСМ преку своите инсталации во државните органи ги користат парите кои ги добива Република Македонија, како донација од други земји за доделување на бизниси на членови на високото раководство на СДСМ. Би сакале да прашаме зашто се користени овие средства? Дали за богатење на фамилијата на Шекеринска или за нејзино лично богатење? Дали се користат овие пари од странска помош за Република Македонија за финансирање на активности на СДСМ или за финансирање на активности на лажните невладини организации како Плоштад Слобода и Распијани Скопјани, каде пак е водач и другиот братучет на Шекеринска? Ние не можеме да го смениме фактот дека СДСМ ја користи политиката само за семејно богатење. Единствено што можеме уште еднаш да ја повикаме Радмила Шекеринска да не се крие и наместо да остава коментари по социјалните мрежи, да излезе пред граѓаните како сериозен политичар и да објасни како Јован Деспотовски, кој таа го вработила во време кога била одговорна за секретаријатот за европски прашања и доделил бизнис на нејзина братучетка со вредност од 820.923 денари. Граѓаните ја заслужуваат вистината. Благодарам.